бидејќи исклучувавте микрофони, уклучувавте, па на јавност велите должен сте да одговорите на она што го слушате позади микрофон. Многу работи сте чуле позади микрофон, ама не сте ги коментирале. Јас сега се јавувам процедурално, согласно деловникот, членот 39, став 2, кој што пред малку го цитираше, односно на почетокот координаторот Мицевски, за задолжителното присуството на седници на пратенички прашања на премиерот и на министрите, и исто така и на ставот 2 и ставот 3 од членот 42 од деловникот, кој што велат дека на прашање поставено на председател на влада, одговор дава председателот или определен представник, на прашање поставено на член на влада, одговор дава член на влада. Ставот 3 вели по исклучок како председателот на влада, односно представникот на влада, нејзин член или носител на јавна функција изјави дека од оправдани причини не е во можност да даде усен одговор на таа седница, должен е одговорот во писмена форма да го даде во рок од 20 дена. Па сега, зошто на овие ставови се повикувам? Затоа што колешката Силјана Скадавкова имаше 3 усни прашања до вице-премиерот Груби, до министерот за правда и до министерката за труд и социјална политика. Јас не знам како се ја вовеле таа пракса, ама воведена е, доколку некој кој што задолжително треба да присуствува на седница не присуствува, писмено ги известува пратениците. Ние сме денес писмено известени за отсуство на еден друг вице-премиер, за отсуство на државниот јавен обвинител и за отсуство, замислете, и на министерот и на заменикот за внатрешни работи. Токму во најкритичниот момент нив ги нема и тоа и двајцата, но не сме писмено известени за оправдано или не знам какво отсуство на министерката за труд и социјална политика и на министерот за правда, и не знам како вие си земате за право да превземате улога на премиер и да кажувате дека пратеничката ќе добие писмен одговор. Треба некој да се изјасни дека не може да даде усен одговор, а не сте вие тој кој што ќе кажете дека пратеничката Силјана Скадавкова ќе добие писмен одговор. Едноставно од собраниево направивте пазар. Овде не се знае кои се пратеници, кој е влада, кој е премиер, кој ја води пленарнава седница, каша попара. И конечно овие писмени документи за некакво си оправдано отсуство значат само бегство од реалноста, бегство од соочување со прашање на народот. Ама имам само едно прашање: дали можете да побегнете сами од себе еден ден, а тој ден доаѓа? Не ви требаат вакви писмени образложенија или Мисовски да ве брани за тоа како ќе одговарате. Доволно е ова што се случува. Благодарам. Делумно